Павел Иванов, председателот на општинската организација СДСМ Штип на денешната пресконференција, обвини дека Европскиот суд за човекови права во пресудата од 13 декември 2022 година никаде не наложува затворање на училиштето Гоце Делчев Штип. Европскиот суд за човекови права во пресудата од 13 декември 2022 година никаде не наложува затварање на училиштето. Напротив, суштината на пресудата е надминување на сегрегацијата преку интеграција, еднакви можности и подобри услови за образование. Затоа денес јавно прашуваме: кои мерки ги презеде власта за решавање на сегрегацијата во ова училиште? Дали навистина ја спроведува пресудата од Страсбур или само ја користи како изговор за однапред донесена политичка одлука? Во врска со ситуацијата од општината велат дека веќе е донесена стратегија за развој на образованието и заедно со Министерството за образование и наука, како и УНИЦЕФ, веќе подолг период работат на реорганизирање на образовниот процес, стопирање на нови вработувања и оптимизација на трошоците. Општината веќе донесе стратегија за развој на образованието и заедно со Министерството за образование и наука, како и УНИЦЕФ, веќе подолг период работат на реорганизирање на образовниот процес, стопирање на нови вработувања и оптимизација на трошоците, како последица на нерационалното и непланското работење во минатото. Со оваа стратегија и со денешната одлука на Советот на општината ќе се овозможи стабилно финансирање на платите на трајно вработените лица во образованието на територијата на општината. Велат од општина Штип, како што додаваат оттаму, крајно неодговорно било тоа што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија креирала тензии, шири паника и невестините кај сите засегнати страни.